Еве сме повторно на градскиот стадион во Штип, во исчекување на почеток на второто полувреме од мечот од 15-тото коло во втората македонска фудбалска лига помеѓу Брегалница и Кидго од Пекчево. По првите 45 минути 2:0 води Брегалница со двата гола на Дарко Додев, а веднаш на самиот старт од вториот дел двојна измена кај екипата на Кидго од Пекчево. Играта ја напуштија Рунтев со број 7 и Димовски со број 19, додека на нивно место Владимир Дујовски со број 8 и Филип Сарафимов со број 15 се одлучи на двојна измена. Шефот на стручниот штаб на Кидго Емил Грнев, ќе видиме дали тоа ќе вроди со плод. Во првото полувреме Брегалница постигна 2 гола преку Дарко Додев, меѓутоа имаше огромна шанса Бошко Ступич по примениот прв погодок да го изравни резултатот на 1:1. Одлично интервенираше голманот Давид Денковски, има уште неколку полушанси фудбалерите на Кидго, не успеа да реализираат, а тоа го казни со својот втор погодок Дарко Додев, кој беше најдобар поединец во првото полувреме. Започна вториот дел, првиот напад ќе го имаат фудбалерите на Брегалница, од десната страна таму Бојан Георгиевски изведува аут. Да видиме дали нововлезените фудбалери Дујовски и Серафимов ќе внесат свежина и промена кај играта на екипата на Кидго. Ево сега Османовски. Османовски по десната страна се враќа назад. Но Марио Номовски, Бакрачевски. Сега нема прекршок, се жали еден од фудбалерите на Кидго на фаул, меѓутоа главната судика Ирена Велевачковска не досуди прекршок, сепак прекина над преворот. Се уште лежи еден од фудбалерите на Кидго таму. Беше во дуел со Бакрачевски. И сврлија фудбалерите на Брегалница топката во аут. Ќе ја вратат играчите на Кидго, се разбира. Меѓутоа се укажува лекарска помош. Со број 21 тоа е Никола Митев. Центар шут. Не, сепак топката до Додев, повторно враќа до Николовски. Ацковски до Додев. Додев до Бакрачевски. Свој пет Антонио Митрев до Кристијан Ацковски. Кудијан, Османовски до Наумовски. Наумовски повторно до Османовски, сега Османовски враќа.
до десниот бек. Ѓоргиевски, Бакрачевски. Ацковски, долга топка кон Додев, успешен пас на Ацковски. Сарафимов прекина играта. Се жали на повреда Анđelo Николовски со број 19. А во меѓувреме измена кај Кидго, трета, со број 22. Играта ја напушта Кристијан Антонов, а на негово место со број 11 Зоран Андонов ќе влезе во игра. Антонов играч од одбраната, а Зоран Андонов од нападот. Прават некои ротации фудбалерите на Кидго. Мислиш чини дека ќе играат сега и со 3 напаѓачи. Фрлат се на една карта, бидејќи веќе губат со 2:0. А Николовски ќе продолжи играта. Алпај до Стојменов. Сега Ступич се врати назад на стоперската позиција. Интересна измена е тоа. Од напаѓач центарфор сега ќе игра во задниот дефанзивен ред. Алпај. Аут за Брегалница, односно за Кидго. Ево Дујовски со број 8, нововлезениот Дујовски. Сега Андонов беше тоа, нововлезениот Андонов успеа да сврте, меѓутоа непрецизно. Додев до Николовски, повторно Додев. И сега добро решение на Дарко Додев, исфрли од игра двајца фудбалери и повторно се враќа назад. Добро игра Дарко Додев на овој надпревар. Постигна и 2 погодоци. Бакрачевски. Сега топка кон Додев. Прима награди топката Додев. Добра контрола. Меѓутоа, без никакви проблеми за голманот Богдановски, кој шири левото кон Тикошанац. Алпај. Висока топка. Алпај. Непрецизна. Повторно топката е во посет на фудбалерите на Брегалница. Бакрачевски сега до Ѓоргиевски. Таму на аутлинијата во очекување сме на првата замена кај играчите на Брегалница со број 8. Во игра ќе влезе Сашо Шоповски, фудбалер од средината на теренот. Ќе видиме кој ќе напушти играта. Комбинираат играчите на Кидго. Таа нивна лева страна сега го префрлаат тежиштето на играта на средината на теренот. Дујовски, Митев. Сега тоа ќе биде обид за центар шут. Но така Тимошанац, меѓутоа Тенковски боксува и топката кај Додев, кој со глава го проигрува Османовски. Сега Османовски до Ѓоргиевски, кој то повторно враќа до Османовски. Антонио Митрев до Манев. Османовски повторно до Митрев. Прецизни преигрувања сега на играчите на Брегалница. Во својата половина играат. Меѓутоа играчите на Кидго не можат сега за сега да ја освојат топката. Ацковски одлично сега кон Наумовски. Наумовски влегува внатре. Добро продира Наумовски, сега шанса за шут, меѓутоа еден од одбранбените играчи на Кидго ја зафати таа топка и ја одби во корнер за Брегалница.
Еве таа долго очекувана измена. Шоповски ќе влезе во игра на местото на Дарко Додев. Додев го напушта теренот. Си заврши својата работа. Додев беше еден од најдобрите на теренот, постигна и 2 погодовци. Сашо Шоповски на негово место, играч од средината на теренот, сега ќе го засели Секуловски средниот ред. Сега шут на Анес Османовски по одбиената топка од корнерот, изведен од десната страна, меѓутоа непрецизен удар на Османовски, топката е во голаут за Китго Богдановски. Стојменов до Ступич, кој ја презеде капитенската лента од Мартин Димовски, кој што го напушти теренот по завршувањето на првото полувреме. Митев. Ево сега Дујовски, добар потек сега на Дујовски кон Тиквешанац, по левата страна центар шут на Тиквешанац, со број 2 Мичковски ја зафати таа топка со глава, меѓутоа неуспешно и излегува во голаут за врегалница и за голманот Давид Денковски. Добра акција беше тоа по левата страна. Добар центар шут на Тиквешанац, меѓутоа Мичковски не успеа да реагира подобро. Ево Ацковски сега. Наумовски, Анđело Николовски кон Митрев, Митрев до Бакрачевски, добри проигрувања на штипските фудбалери, сега шири десно кон нововлезениот Шоповски, добро решение сега на Шоповски кон Ацковски, ево го Бојан Георгиевски, центар шут кон Кудијан, меѓутоа интервенција на одбранбените фудбалери на Китго и шанса да организираат напад. Сега Дуевски шири таму лево кон нововлезениот Андонов. Андонов центар шут со левата нога, сега тројца фудбалери на Китго во 60-никот, Мичковски шут неуспешен. Повторно Тиквешанац сега. Алпај до Дујовски, враќа назад Дујовски кон Горос Стојменов, повторно Алпај сега до Ступич. Ступич до Мичковски. Со број 17 Алексов. Ступич и сега ја губат топката играчите на Китго. Османовски. Ступич се остана да лежи на тревата, да се жали на повреда и прекин. Шутираше неуспешно Османовски, топката излезе во голаут, а Ступич, иако подкривнува, сепак нема потреба од лекарска интервенција и ќе продолжи надпреворот. Горос Стојменов сега ја враќа топката до голманот Давид Денковски. Митрев, Пакрачевски, Антонио Митрев кон Николовски, Николовски, Кристијан Ацковски, Ацковски, Пакрачевски, Шоповски, Георгиевски, ево Кристијан Ацковски, сега барат играње со рака фудбалерите на Мргалница. Вере Вачковска ја продолжува играта и сега шанса за Китго со број 15, тој Серафимов. Османовски до нововлезениот Шоповски, кој го проигрува Кудијан, сега одличен пас, шанса за Анес Османовски, шанса за погодок и
Лоша реализација беше тоа на Османовски. Можеше многу подобро да реализира. Одлична акција беше тоа на фудбалерите на Брегалница, помеѓу Шоповски, Кудијан, Османовски влезе во 16-тникот на Китго, меѓутоа слабо шутираше. Николовски сега враќа назад до Денковски, кој избива топката напред кон Османовски. И сега прекршок за Китго. Еве нова измена кај Брегалница со број 25, ке влезе Дарко Стојанов, искусниот Стојанов, на местото на Наумче Бакрачевски. Бакрачевски го напушта теренот, полека нему се брзо се разбира Брегалница, води со 2:0. Сега заврши својата работа Бакрачевски, добро одигра, исто како што одигра и Додев. Заслужен одмор на местото на Бакрачевски, Стојанов, кој што ќе ја засили одбраната. Сега ми се чини дека со тројца одбранбени фудбалери ќе играат играчите на Брегалница. Бакрачевски имаше нешто по-офанзивна улога како дефанзивен играч од средината на теренот. Дарко Стојанов е класичен дефанзивен фудбалер. И сега во одбраната ќе видат тројца фудбалери: Дарко Стојанов, Митрев и Јован Манев. И сега капитанската лента веднаш ке Дарко Стојанов, му ја препушти Јован Манев. Османовски, Митрев, Ацковски, Манев, Шоповски, повторно Манев враќа назад до Антонио Митрев, сега Дарко Стојанов, добро решение на Стојанов, Николовски, Ванес Османовски, Шоповски, кратко поигрување до Кристијан Ацковски, сега Манев, греши Манев, Алпа ја освои таа топка со број 21 е Митев, топка кон Мичковски, меѓутоа непрецизна и Митрев ја одзеде топката, проигрување до Османовски, Османовски кон Анджело Николовски, повторно Антонио Митрев, Османовски, ево го Шоповски, Николовски, Османовски, повторно Николовски. Проигруваат играчите на Брегалница. Прецизни проигрувања. Не успеаат да одземат топката играчите на Китго. Манев, Шоповски, Андреј Кудијан сега, Шоповски, препушта Шоповски, Ацковски, повторно Шоповски, Ацковски кон Николовски, Николовски враќа назад до Дарко Стојанов, Кристијан Ацковски, Шоповски, добар пас сега на Кристијан Ацковски кон Бојан Ѓоргиевски. Меѓутоа, има да одговор ова игра на играчите на Брегалница. Во нив е поседот на топката, има водство од 2:0, воопшто не им се брза. Ево сега, Ѓоргиевски и повторно назад. Проигрување со Шоповски, Османовски. Андонов со број 11 пробува да одземе топката од Османовски, неуспешно.
Кристијан Ацковски. Николовски. Марио Нововски сега. Шоповски. Доцковски. Ево го. Антонио Митрев сега. Ацковски. Не успеваат играчите на Кидго веќе 5 минути да одземат топката. Еве сега грешат играчите на Брегалница конечно. Со број 8 тоа е Дујовски до Алпај. Враќа назад кон Стојменов. Ево повторно Алпај. Дујовски. Се гради Дујовски. Добар потек сега на Дујовски. И пас таму кон Сарафимов. Пелевачковска повторно не досуди прекрашок и повторно има прекина играта. Топката е во аут. Остана далеч еден од фудбалерите на Кидго. Не успев да видам кој точно е тоа фудбалер. Мислиш ли дека тоа е Андонов со број 11? А, во меѓувреме и нова измена ќе има. Кај Брегалница. Ветеранот Ристен Аумов ќе влезе во игра на местото на Кристијан Ацковски со број 10. Ацковски го напушта теренот. Влегува класичен напаѓач на местото на играч од средината на теренот. И сега, бидејќи Наумов е прв капитан на Брегалница, тој ќе ја презеде капитенската лента од Дарко Стојанов, а Брегалница ќе игра со двајца напаѓачи. Бидејќи Кудијан и Наумов се класични напаѓачи, те ќе играат во шпицот на нападот. Потпомогнати од Шоповски. Сега Дујовски ја губи топката. Дујовски од Османовски. Шанса за контранапад сега на Османовски. Повлекува Анас Османовски. Останува на нозе. Топка до Андреј Кудијан. Кудијан повторно Османовски. Сега враќа назад Османовски до Анđело Николовски. И повторно топката вратена назад. Дарко Стојанов. Играчите на Брегалница комбинираат. Не може да одзема таа топката играчите на Кидго. Ступич сега кон Алпај. Алпај шири до Дујовски. Дујовски долга топка сега. Убава шанса сега за Кидго, дали ќе има погодок, меѓутоа преку голот. Одлична шанса сега беше тоа, ми се чини на Зоран Андонов. Добра топка на Дујовски, меѓутоа Андонов не успеа да реализира, еве по подолго време видовме акција и шанса за Кидго. И тоа добра шанса, меѓутоа Андонов не успеа да постигне погодок. Продолжува играта Марио Нововски до Бојан Ѓорѓиевски.
Николовски до Османовски. Стојанов враќа до голманот Денковски сега. Шоповски. Добри кратки проигрувања на играчите на Брагалница. Одлично се технички подковани и физички спремни. Ево Наумов кон Кудијан. Сега добар потек на Кудијан. Меѓутоа враќа назад Кудијан до Николовски, Николовски до Османовски. Османовски кон Георгиевски, меѓутоа неуспешен пас. Сега топката е кај Андонов. Тиквешанац повторно. Зоран Андонов до Митев. Сега добар потек на Митев кон Александар Алексов. Сега Алексов ја враќа топката назад, успеа да центрира. Добра интервенција на Антонио Митрев со глава. Далеку по-корпулентни се одбранбените фудбалери на Брагалница во однос на напаѓачите на Кидго. Во второто полувреме Бошко Ступич, кој што беше напаѓач во првиот дел, се врати назад. Така што, кога е во прашање висината, доминираат играчите на Брагалница, одбранбените фудбалери на Брагалница. Шоповски сега. Пас кон Бојан Георгиевски. Османовски. Дарко Стојанов до Николовски, повторно Стојанов. Сега долга топка на Стојанов кон Георгиевски. Одличен пас. Ристен Аумов. Стојанов. Шоповски, Наумовски, повторно Саша Шоповски. Рутинирано играат играчите на Брагалница, воопшто не се обидуваат да створат некоја шанса, туку целта им е што подолго да ја задржат топката во свој посет, успеваат во тоа бидејќи играчите на Кидго не успеваат да парираат со некоја пресинг игра која што ги натера фудбалерите на Брагалница да ја загубат топката. Еве веќе подолго време гледаме кратки, меѓутоа успешни пасови на играчите на Брагалница и тоа веројатно им е целта, бидејќи имаат водство од 2:0, солидно водство со головите на Дарко Додев кои што беа постигнати во првото полувреме. Еве сега рутинирано се трудат играчите на Брагалница да го приведат овој надпревар во финишот. Шоповски до Марио Наумовски. Митрев. Враќа назад Манев кон голманот Давид Денковски. Сега Денковски до Дарко Стојанов. Стојанов. Николовски. Сега Сарафимов изфрли таа топка во аут. Манев враќа назад кон Денковски. Добро решение на Денковски кон Антонио Митрев. Митрев повлекува, меѓутоа повторно се враќа. И повторно прецизни кратки проигрувања на играчите на Брагалница. Не можат да нападнат играчите на Кидго. Османовски, Сашо Шоповски, Наумовски, Манев враќа кон голманот Давид Денковски. Георгиевски со глава.
Намов и освои топката и фолира. Фолиран од Стојменов. Гледаме прекина играта по подолго време. Наумовски до Шоповски. Воопшто не се трудат да нападнат играчите на Брегалница. Задоволни се со водството. Го имат поседот на топката. Веројатно и повеќе од 80%. Играчите на Кидго немокни во овој дел од играта. Ево сега Наумов, Кудијани, Наумовски. Во меѓувреме на останатите средби во втората македонска фудбалска лига. Ево и актуелните резултати. Тиквеш води со 3:1 против Слога. И сега проследуваме една акција на Наумов. Осогово победа Прилеп 2:0, Кожув Росоман 1:2, изненадување е тоа и Плачковица Саса 0:1. Тимот од Каменица во добра серија последните 5 надпревари. На прагот може би да забележи нов триумф. Сега Денковски успеа да избие таа топка и да отстрани опасноста од својот гол. Добар продор сега на Марио Наумовски. Дали ќе продолжи напред, си даде предолг фор. Ја стигна таа топка играчите на Кидго, голманот Богдановски интервенираше. Ево Стојменов повторно. Топка до Александар Алексов. Ступич. Митев до Дујовски. Алпај сега. Некако немаат сили играчите на Кидго да организираат некој посериозен напад. Кога се во фаза на одбрана, не успеваат да одземат топката од играчите на Брегалница. Предолго е таа топка во нивни посет, а кога се во фаза на напад пак не успеваат да организираат некој посериозен и поконкретен напад. Еве сега, аут за Кидго по десната страна со број 17 Александар Алексов ќе го изведе. Сарафимов до Алексов, меѓутоа недоразбирање помеѓу двајца фудбалери. Сега аут за Брегалница. Николовски, Шоповски, добар потек на Шоповски сега. До Наумовски, повторно Шоповски. Ристе Наумов, Шоповски, Марио Наумовски и повторно топката вратена назад. Сега до Манев, повторно Наумовски. Османовски. Ристе Наумов. Османовски, Наумовски. Ево, Шоповски сега. Добар пас сега на Шоповски. Еве, под подолго време можност за Брегалница, меѓутоа добра интервенција на голманот Богдановски кој истрча пред Анđело Николовски. Ја изби таа топка сега. Дујовски. Добар сега пас на Дујовски, шанса сега за Кидго, меѓутоа во последен момент интервенираше Манев, ми се чини дека беше тоа. Османовски. Ево го Марио Наумовски. Шоповски враќа назад кон Манев, кој пак враќа до голманот Давид Денковски. Сега еден од фудбалерите на Кидго се жали на повреда, ми се чини дека тој е фудбалерот со број 10, Јусуф Алпај. Прекин на играта има.
Женското судиско трио Велевачковска, Миланова и Соклеска Илиевски одлично ја дели правдата на овој надпревар без никакви проблеми. Фери коректен надпревар, се разбира, имаше някои спорни ситуации. Сега Дујовски Конти Квешанац продолжува играта. Понапад се играчите на Кидго. Меѓутоа немаат цели играчите од Пекчево да организираат нешто поконкретно, опасно кон голот на Денковски. Тоа се јалови проигрување на 30 на метри од голот на Денковски. Еве сега конечно центар шут на Квешанац, меѓутоа без никакви проблеми за Денковски, кој веднаш додава со рака до Сашо Шоповски, една долга топка кон Андрей Кудијан, да видиме дали ќе успее нешто да стори Кудијан. Сега тргнува напред Кудијан. 8 е таму Кудијан не успеа да проигра некој од своите соиграчи и загуби топката. Како што кажат, задоволни фудбалерите на Брегалница со водството со 2:0, што првиот дел играчите на Кидго пак од друга страна не могли да организираат нешто поконкретно. Сега Дарко Стојанов, Шоповски, Анис Османовски, Маријан Умовски, повторно Османовски. Прекина играта, тоа беше прекрашок за Брегалница, слободен удар, Манев. Николовски, Наумов. Сега добар пас на Османовски кон Кудијан, ке имали погодок сега Кудијан, добра шанса, меѓутоа на време на реакција на голманот Стојан Богдановски успеа да истрча и да го скрати аголот на Кудијан, а со тој да го спречи да постигне трет погодок за Брегалница на овој надпревар. Останува резултатот 2:0. По подолго време конечно гледаме една шанса и имаше Андреј Кудијан. По одличното проигрување на Османовски. Дујовски сега. Дали ќе се обидат да сторат нешто играчите на Кидго. По финишот на второто полувреме. Алексов сега висока топка кон Мичковски со број 21 Митев и сега прекина играта. Ми се чини дека Велевачковска суди офсет. И топка за Брегалница. Стојанов, Шоповски. Добро комбинираат фудбалерите на Брегалница на средината на теренот. Наумовски кон Георгиевски. Ево, Кудијан сега. Ја губи топката Кудијан. Одземен од страна на Бошко Ступич, меѓутоа и тој со непрецизно додавање кон Мичковски. И сега играчите на Кидго ја одземаат топката. Дујовски. Центар шут на Квешанац е тоа. Дарко Стојанов со глава. Сега пробуваат играчите на Кидго да изградат некој напад. Меѓутоа топката излегува во корнер за тимот на Кидго. Со број 21 беше тоа Никола Митев, кој не успеа да се загради, меѓутоа успеа да изнуди корнер за неговиот тим. Корнерот ќе го изведе играчот со број 3 Пованти Квешанац.
5 фудбалери на Кидго, 60-сетникот. Добар центар шут сега, удар со глава, меѓутоа покрај голот на Денковски профуче таа топка. Добра шанса беше тоа за тимот на Кидго. Убав центар шут на Тиквешанац. Меѓутоа Тони Мичковски не успеа да реализира со глава. Сега топка кон Кудијан, кој што се гради во дуел со Стојменов. Враќа назад Кудијан кон Османовски. Османовски влегува внатре Османовски сега. Враќа кон Саша Шоповски, Османовски. Сега шут на Османовски, меѓутоа непрецизно над голот на Стојан Богдановски, што веднаш ја упати топката во игра. Стојменов кон Ступич кон Алексов. Ево, Дујовски па Алпај. Алпај шири кон Тиквешанац. Враќа назад Тиквешанац кон Алпај. Центар шут сега на Алпај. Меѓутоа без проблеми за Дарко Стојанов. Во борба е тамо Никола Митев, фудбалерот со број 21 и мисли чини дека ќе има слободен удар. Лежи еден од фудбалерите на Кидго, таму станува во меѓувреме, тоа ќе биде слободен удар за Бргалница. Ево, Дарко Стојанов кон Шоповски. Шоповски враќа назад кон Стојанов. Сега Стојанов шири кон Антонио Митрев. Марио Наумовски кон Ѓоргиевски. Добри проигрување сега. Наумовски, Ѓоргиевски. Наумов. Османовски, Шоповски. Его Саша Шоповски. Сега топка кон Кудијан. Влегува внатре Кудијан. Меѓутоа навремена реакција на фудбалерот со број 4 Стојменов до голманот Богдановски. Алексов кон Дујовски. Фаулиран Филип Сарафимов. Уште 2 минути судиско на дополнување покажува четвртата судика Ивана Пројковска од Скопје. Бргалница ќе прокнижи нови 3 бода на своето конто. Ево Андонов сега. Враќа назад кон Тиквешанац, центар шут на Тиквешанац на првата статива кон Мичковски со глава, удар, меѓутоа лесен плен за голманот Давид Денковски, кој прифаќа таа топка. Кон Митрев сега. Наумовски, Манев, Ѓоргиевски, повторно Марио Наумовски. Дарко Стојанов до Шоповски, Шоповски до Османовски. Сега кратки проигрувања. Во очекување сме на крајот на овој надпревар, во меѓувреме во Радовиш Плачковица постигнува гол и го израмнува резултатот против екипата на Каменица Сасана 1:1. А во Штип Бргалница ќе забележи победа против екипата на Кидго. 2:0 има водство тимот на Бргалница. Очекуваме сме на крајот на овој надпревар. Во секој момент треба главниот судија Ирена Велевачковска да досуди крај на овој меч. Ќе има ли шанса во финишот за Кидго? Сепак не. Еден од фудбалерите на Кидго се жали на повреда таму. Немаше прекрошок. Тоа беше играчот со број 11 Зоран Андонов.
Меѓутоа, Белевачковска не досуди пенал, се разбира дека и немаше. Во секој момент очекуваме крај на овој надпревар. Аут ќе биде тоа за тимот на Кидго. Тиквешанац до Андонов и во овие моменти крај на надпреварот Брегалница Кидго Пекчево. Конечен резултат на овој надпревар 2:0 во корист на штипските фудбалери. Двоен стрелец на овој меч уште во првото полувреме беше Дарко Додев, кој што ја запечати судбината на Кидго на овој надпревар, а со овие 3 бода Брегалница останува на првата позиција на табелата со 39 освоени бодови пред тимот на Тиквеш, кој исто така забележа победа и сега има 34 бода, 5 бода предност во однос на главниот конкурент за влез во првата македонска фудбалска лига, што се однесува до мечевите од втората македонска фудбалска лига, Источен регион. Останува уште едно коло од есенскиот дел. Во наредното коло потоа ќе следува пауза до некаде крајот на месец февруари и во последното коло односно 16-то коло ќе видиме 5 надпревари кои што ќе се одиграат и во Брегалница ќе гостува на екипата на Слога Виница, додека екипата на Кидго од Пекчево ќе ја пречека на свој терен екипата на Плачковица од Радовиш. Тоа беше се од градскиот стадион во Штип. Брегалница со рутинирана победа против Кидго од 2:0.